Здраво, здраво. Наша куња, а наша куња не би било тоа што е, ако секаде не ги задоволува потребите на оние што сакаат да се пријават да учествуваат во наша куња. Па така, бевме пријатно изненадени кога требаше да одиме во Сан Џорџ Басин и да ја посетиме фамилијата на Фанка Трајковска, Шобевска, која што за оваа прилика реши нешто и таа да направи. Не ни представуваше воопшто далечината, патот што требаше да го изодиме околу 250 километри до ова прекрасно место, затоа што природата сите своји дарбини како тука баш да ги истурила. Навистина, овој пат не сум го одел и пријатно сум изненаден од тоа што има во оваа природа. Како едно преубаво езеро тука имаме, а исто и така од сите страни обиколено со планини. И навистина ќе ни представува чест и задоволство да присуствуваме во оваа фамилија и да видиме што домаќинката конкретно ќе ни изготви за оваа прекрасна емисија. Па ви посакувам и вие да дојдете да ја видиме оваа атмосфера во оваа прекрасна куќа, домаќинска куќа, и да видиме што тие ќе ни изготват во оваа прилика.
гледачи, како што веќе најавивме, за потребите на наша куња изодивме доста долг пат, но воопшто не жалиме затоа што се најдовме во прави раце, каде што ќе денеска нема да готвиме некое си главно јадење кој што ќе имате вие прилика да го видите, туку ќе готвиме нешто посебно што досега го немаме снимено и досега што не е видено, барем што се однесува до нашата емисија. Фанче, добар ден и добри ден дојде на наша куња, на оваа емисија која што е гледлива секаде низ целиот свет и ти ја имаш таа можност, таа привилегија да бидеш со нас, да бидеш дел од оваа емисија и баш би сакал да знам што денеска ти ќе направиш за оваа емисија. Добре дошли, прво да ви речам. Да. Фала многу што ме избравте за мене. Да, имавме многу луѓе кои што сакаат да готват за овие потреби, но ете изборот падна баш на вас, затоа што ќе правиш нешто карактеристично. Тој што чекате дочека. Сигурно. Денес ќе правиме локуми. Локуми. Од тестенина ќе бидат тие локуми или оние локуми што сме веќе навикнати? Навикнати оние што сме отпорани, мислам. Да, отпорано што често се користи и кај нас во стариот крај. Добро, Фанче, еве имаме овде многу работи. Па би сакал да те прашам што ни е потребно да направиме локум и во колкава количина ќе биде тој локумот? Околу кило и нешто, кило и Значи, пол. кило и половина локум? Да. Друго треба неколку врсти. Овошје? Нешто овошје, кој како мислам по укус сака. Среши, јаготки. Да. Што било, мислам, што Да. му се свиѓа него. Ни треба 150 грама ченкарно брашно. Брашно? Бело ченкарно брашно. Да. 150 грама. Желе, да. 100 грама. Да. И 2 кила Шеќер? шеќер. А Што е тоа? за литер овај како боја, може и бели да останат, може и Црвени? жолти, црвени. Значи, По укус, ова е само за боја. тоа е дава бојата на локумот. Сигурно. Сум пробал секакви видови на локум, може и бело да се и затоа се чудев од каде доаѓа таа боја. Ете, значи тоа доаѓала бојата. Може и бели да се остават, али Не, поубаво ние ќе ги направиме, Не, мислам вие ќе ги направите. Црвени во овој случај. Што е ова другото? ова е конфлеа. Што беше белото конфлеа, измерено. Океј, значи 150 грама. тоа е чекарното Чекарно, брашно, ја. а ова другото? Тоа е шеќер во прав. Шеќер во за прав. декорација. И еден лимон Исцеден. исцеден. Сок. Овие други работи? А другите после тоа е за декорација, лукумите ќе да после. Значи следува и декорација на Да, локумот. сигурно. Па би ти предложил сега да почнеме да го правиме овој локум. Затоа што јас со нетрпение очекувам. Досега искрен да видам, не сум видел како се прави локум. Па увеќе прв пат за секогаш. Да, за секој нешто, едно нешто. за секој едно нешто има прв пат. Па еве, да видиме што ќе се прави. Го туривте тука шеќерот. Шеќерот 2 кила Да, шеќер. овој треба да биде бел шеќер. Бел. Да. После тоа што правиме? После тоа чекарното бело брашно. Чинкарното бело брашно го ставаме исто 150 тука. грама. 150 грама, не треба да биде, значи повеќе да биде, доста и 150 грама. Може пуќе. Да. Убаво. А после тоа што следува? После тоа оди желето 100 грама. Директно сега се тура Директно. овде. Аха. Овие сите артикли, како што знаеме, може да се набават секаде Сигурно, во продавниците, во сигурно. секоја една продавница. Да. И со тоа локумот го прави да биде уште полесен за да се направи, така? Да. Сето тоа се промешува, се замешува. Да има да се Да се распространи секаде на каде што треба. Користиме доста шеќер. Има шеќер. Да, 2 килограми рековме. И Има доста. тоа е дава блажината. Али лимонот после кој ќе се вари, кој се кува, лимонот ќе го скрати. А да не биде толку благо. Значи, има контраефект нешто.
Добро, оставаме на вас затоа што веруваме дека ова ќе го направите прекрасно. Колку долго ова вие го правите како традиција во вашата фамилија? Околу 35 години. 35 години правите локум. Одлично. Од кога убаво сето тоа ќе го измешаме? Да сега гледам дека сето 1200 мил вода. 1200 милиграми вода додаваме. Да. И пак се помешува заедно. Да, гледаме веќе дека сега се соедини сите состојки што ги имавме се соединија во едно и додаваме 1200. Стриктно, значи, мора точно да биде, затоа што гледам таму мерите. Мора да биде 1200. Да, мора да биде 1200. Од каде сте вие, Фанче, од Македонија? Од Македонија, јас сум од селото Кукуречани, Од Кукуречани. Битолска околија. А дали и таму вашата мајка правеше локум? Не баш. Значи овој рецепт овде го научивте? Овде во Австралија. Во Австралија. Како? Таму други работевме. Да. Знаеме, оние земјоделските работи. Земјоделска е сигурно. Се испомешавме тука, сите состојки, плюс водата, како што рековме, и литар и 200 грама. И колку долго вака се меша, сигурно додека се не се стопи, додека не се соедини се. Соедини, така нешто. Навистина, никогаш во животот не сум видел локум кој се прави. Освен за јадење, за друго немам видел локум кој се прави. Дали ова е македонски локум или е затоа што знаеме овде дека користат многу турски локум? Колку што знам јас, сега со мешањето завршивме, сега ќе оди на шпоре, на оган, сигурно да почне да вари на поголема температура. Значи, од кога сето тоа ќе се соедини, го ставаме на шпорето да се свари сета оваа смеса. И колку време така ќе треба да го правиме ова? Прво на поголема температура и увек да се меша. Да, значи воопшто не треба да се прекине со мешањето. Не баш. Од време на време мора да се меша и после откако ќе почне да врие, се намалува температурата. Се намалува температурата наскрос колку што може најмалку и после се околу 20 до 25 минути се кува. Океј, ајде да го направиме тоа. Мешаме сега на најжешка температура, така рековме. И колку долго, малце се сгусни? Колку да зоври, да почне да врие. Кога ќе почне да врие? После тоа 20 до 25 минути. Ја намалуваме температурата, што може најмала температура? Само малку како талас да има. Мала работа, ако многу вари, ќе се превари. Во сечењето кој ќе се во шеќерот кој ќе во прав кој ќе се меша, ако се топи шеќерот значи е преварен. Значи има и некои тајни кои што воопшто ние не ги знаеме, значи оние кои што го прават локумот. Чим се глава на стол, на масата, шеќерот се топи, преварени се. Ето. Сепак има некоја технологија, сепак има нешто што сите не го познаваат во правењето на локум. И јас верувам дека од нашава емисија доста луѓе ќе научат како се прави локумот и колку треба, на која температура да се зоврие. Сега не кажавме која температура, овде која температура? 250. 250, повеќе од 250. Значи повеќе од 250. Колку што може. Колку што може повеќе. Само овек мора тука да човек да биде, мислам нешто. Затоа што туривме ладна вода, сега ќе ни одземе малку повеќе време за да се загрее сето тоа што беше внатре. Но наша емисија, ние ќе почекаме додека Сигурно. Додека ова зоврие на она температура што нас ни е потребна. Фанче веќе почна убаво да врие ова. И рековме температурата мора на најмалку. На најмалку сега се намали. И рековме, значи, ако се превари, не е убав, ќе биде мек локумот. Нема да биде она што треба да биде. Други состојки после се дотураат сега или не, или малце после?
Покасно, 20 минути скоро кој ќе наврши, се клава полојна шише од бојата и еден сок. Еден лимон сок исцеден. Исцеден. Рековте вие сте од Кукуречани. Да. Кога дојдовте во Австралија? 1970 година. 70 година. Навистина долг период. И како ви се допадна тогаш во тоа време Австралија? Мислам, како ви се допадна? Сигурно живеевте во Сиднеј или? Во Сиднеј живеев. Како ви се допадна тогаш Австралија? Затоа што во 70-тите години доста наши иселеници со бродот доаѓа. Со бродот, Да. Ја следов со брод. Убаво беше, али енглески ако не го знаеш, јазикот мислам кашо во која држава ти води човек, тешко е да успееш. Добро, нормално сега почетоците се секогаш тешки, например и во секоја држава мислам. и во друг град да се смениш да живееш, например од Прилеп во Битола, не е сеено наеднаш на почетокот, сигурно почетоците дека се многу тешки. Колку што може на најмало, најогрно. Значи сега сме околу 100 степени Скроз температура. свеќе најмало. Да, да. И ќе чекаме сега да се згусни, така? Мала работа, не баш скроз. Малце да се згусни. Овде стекнавте и ваша фамилија. Да. Што имате од фамилија? Имам два синови. Два синови. На колку возраст се синовите? 41 Да. и 40. 41 и 40 женети. Жените. Двата женети, можеш да ги кажеш имината, доколку не ти представува. Николче и Благојче. Николче и Благојче. Убаво. Внуци, рековме, Внуци. 5 даде Господ. 5 внуци имам. Да ви придај Господ Фала и вашите. уште. Фанче, сега што правиме? После 20 минути кување, Да? ќе ставиме бојата. Бојата, исто и ова се набавува, може да го набавиш од секоја продавница. Полојна шише, Полојна шишенце. доста е. Каков вкус ова ќе биде сега? Што е ова? Стробери, како да... Јагоди, јагоди. Не, разбери. Извини, Океј, разбери. нема проблем. Капинки, како... Капинки, малинки, И сокот. од лимон. Еден лимон. О, преубаво изгледа, навистина преубава боја. Сега нека минута малку ќе постои, ќе повари и завршва. Убавина. Јас како што сум мерак вака по благото, навистина убаво. Бојата. Да, сладка боја, преубава боја. Цело шише ако оди ќе бириса многу само На јагоди, на малини. Што било, Да, на круши, она крушкова што добило. да, да. Значи од што сакаме може и да биде вкусот. Какво Што сакаме? Кој како бендисува, мислам, како сака. Одлично. После тоа 3-4 минути доста е. Значи само 3-4 минути, не треба многу мешање. Дојдовме до нас се што треба, при крај е сето. И сега што правиме? Ова, да се куваше пењата малку ќе се изваи. Да се оттргне од тука. Сета поине. А што ако ја оставиме? Што ќе биде? Ќе се познава. Ќе се прозирни некогаш ако ја остане бели. Ќе се исцеди сега. Значи ако е бело, неубаво изгледа, вака може да се маскира. Што е тоа? Малку масло. Малку, да не се залепи, значи малку масло.
ставчето сето да се направи со масло доздола. Може и да поможеш. Можам, се можам јас. Малку жешко, ама ич не е тешко. Море. Ете локумче како се прави. А ова може да остини околу пол сат, 30 минути, па после да се исцеди. Дали ќе нема некаков проблем ако го оставиме да се цеди? То треба да се Ова да се олади. Треба да се олади, али сега Во овој случај не го оладивме. не можеме то. Да. Сето го исцедивме онака како што треба. Убаво изгледа. И сега колку време вака ќе стои да се излади надвор во шпорер? Околу 30 минути, малку на олади, па после се става во фрижидерот. И колку време така да се стврни ќе треба? 3-4 часа. Значи, Најмалку. може би најмалку толку, а може и повеќе. Може и повеќе. Може и колку што е повеќе здравено смесата, може повеќе подобро ќе биде за сечење. Посигурно. Епа, ете тоа. Па ценете гледачи, еве до овој степен како се прави локумот. Сега ќе одиме, ќе оставиме оваа смеса, ќе ја ставиме во фрижидерот, а после тоа, после тие неколку часа, ќе бидеме сведоци како се декорира, како се посолува со шејкер во прав, а и други декорации се разбира, затоа што рековме дека е овошен локум, се разбира тука имаме и овошни работи, кои што после сето тоа ќе го декорираме. Ајде да видиме како сето тоа ќе го направиме. Ете вака, ценети гледачи, изгледа локумот и после неколку часа поминати во фрижидер, значи после подолго време поминати во фрижидер, сега дојдовме до овој финален производ и Фанче ме интересира сега што правиме со ова, затоа што се уште не изгледа онака како што јас очекувам да биде. Сигурно. Ги формираме сега коцките. Сега на коцките се исече. Пресекуваме доволно, значи за еден тајнер, за сите овде што сме присутни, да пробаме твојот специјалитет. Фанче, навистина ми е пријатно што тука сум на вашава трапеза, со доста луѓе, доста гости во ваша куќа, па едноставно баш ме интересира кои ни се гостите. Таа ми е сестра, Да. Васа, и зет ми Војо, Да? внук ми Веле, сино нивни и мојата верна другарка. Фанули. Панули. Знаеш дека и ти самата дека Фанули ни беше гостинка Знам. на нашата емисија. Имаше прекрасна емисија во наша куња и можам да нагласам дека и најгледана емисија до ден денеска до сега. И еве ние дојдовме да ни направиш некој твој специјалитет, дојдовме да ни направиш локум. Но наместо локум сега најдовме навистина полна маса со многу продукти. Имаме продукти за сечи вкус. Имаме тука месо, имаме печурки, имаме гравче подпечено, а и разни видови на салати, па се разбира и мазник. Ти се тоа сама го направи, без ничија помош. Браво, секоја ти чест, навистина, се тоа што е направено преубаво изгледа. А дали од твојата бабча се и овие пиперчината? Не. Значи тие се од друга Од друга бабча. бабча. Да, од друга бабча. И навистина преубаво е, па сега предлагам секој вака кој што му е нешто поблиску, нека се земи од тоа што сака и да ги вкусиме овие работи, а после ќе го пробаме и она за тоа што дојдовме. Сигурно. Локумот. Ајде, Нема да сгрешиме. повелете вие како
Сестри? За убо. Ајде, за убаво да е. За убаво, фала многу. Ајде. За убаво да е ова За што свадби се да работи. направиме. И за свадби се разбира. Фанче, убаво се најадовме, навистина беше прекрасно, ти благодариме многу за ручекот што го спреми во чест на наша кујна и на наша ВН телевизија. Главното за што дојдовме тука беше да видиме како се прави локумот. Локумот навистина изгледа преубаво, а за вкусот ќе го пробаме. Мора да се проба, па да се каже како е. Еве јас така ќе ставам 2, ако ми се заадни ќе ставиме и малце повеќе. Па можете и сите да го пробате. Навистина ова што го направи е прекрасно и морам да ти признам дека освен во Македонија што имам јаден локум, макар добар, ова е прв пат во Австралија во овие сите мои години што сум присутен тука да јадам нешто вака убаво. Навистина прекрасно. Право она што треба наша старокрајско. И морам да кажам дека ќе останам недоволно од ова да имам вкусено, ако уште едно или две парчина не пробам. Така. А вие, драги гледачи, верувам дека ќе уживате во рецептот Фанче што не го приреди овај ден денеска и верувам дека многумина од вас ќе го преземат овај рецепт и ќе направат исто вака убав локум како нашата Фанче што направи. Па нека е на здравје.